Оркестар. Пак се беа собрале децата од нашата улица. Го немаше само Орхан. Тој се беше потпрел на својот велосипед над зидот. Ме здогледаа како излегувам од дома, но се направија како да не ме забележуваат. Зборуваат мошне загреано, имаат намера да создадат оркестар. Сакаат да подготват приредба за децата од соседното мало и со парите од влезниците да купат нова гумена топка. Но, за еден оркестар беа потребни свирачи. Јас ке свирам на пијано, рече момиченцето, чија што поголема сестра посетуваше музичко училиште. Не грижете се, јас ке свирам на виолина, рече детето, чиј што татко свиреше во оркестарот на операта. И јас сум овдека, јас, дум, ке чукам на тапан, а можам да свирам и на зурла, рече циганчето. Не може, рече најголемото од децата, не е ова свадба. Тоа треба да е оркестар, модерен. Децата за миг молкнаа и потоа пак почнаа да редат кој на кој инструмент ке свири во новиот оркестар. Значи оркестарот е веќе основан. Значи, освен Орхан, сите деца се во него. Да одиме кај нас на проба, предложи најголемото дете. И јас доаѓам со вас, рече Орхан. Не може, рекоа во глас децата. Имаш педа раст само. Треба прво да пораснеш. Ајде речи му на татка ти да ти ги истргне ушите. Потоа, јас сум доволно голем, доаѓам со вас, пак рече Орхан. Не може, повторно рекоа децата. Озгора, ти не знаеш да свириш. Прво научи да свириш на некој инструмент, а потем ќе видиме. Па јас од сите вас подобро знам да свирам на грамофон, радио, па дури и на телевизор. Откако го рече ова Орхан, се качи на својот велосипед и како птица летна кон куќата, каде што требаше да се одржи првата проба на идниот оркестар. Но се уште не ми е познато дали е одржана приредбата и дали децата од нашата улица купија нова гумена топка.